Кога те видов прв пат, бев сигурна дека те знам од некаде. Се почувствував како да те препознав, а не запознав. Почувствував возбуда како она која конечно сум на концерт на омилениот изведувач. Патувањето за кое долго се надевав и конечно можам да го реализирам. Како да ми падна камен од срце за тоа што конечно завршив проект кој ми задаваше главоболки и несоници. Те препознав и длабоко во себе знаев. Ти си главниот лик од моите соништа. Толку многу сум сонувала за тебе. Оној на кој никогаш не успеав да му го догледам лицето. Се будев во моментот кога ќе се звртеше на кај мене. Оној лик што со денови беше заглавен во мислите. И секогаш сумневав дека вистинскиот треба да ми ствара пеперотки во стомакот. Треба да ми ствара мир и хармонија. Да прави да заборавам на се. Како да медитирам. Како онаа преградка што толку болно ми треба кога сум осамена, затворена во соба, без желба за ништо и си ми изгледа црно. Што ми го смирува срцебиењето и ја брка анксиозноста. Што прави да дишам полесно, што ме грее навечер кога не можам да заспиам од студ и наутро кога не сакам да го напуштам креветот. Оној мирис кој одеднаш ме обвива, не знам ни чиф е, ни од каде се појави. Нема никого наоколу, само јас си мисливе. Познат ми е, умилен ми е, но од каде знам за него? Кога сум го помирисала? Каде? Како воздухот по планина кој го вдишам, чинишки ме прочисти од цела нечистотија што внатре ми се натрупала. И на секој од прашањата, зошто баш јас? Зошто баш мене ме одбра? Јас можев да го обидам одговорот во твоите очи. Го разбирав, иако не знаев да го објаснам, затоа што чувствувам дека тоа е тоа. Интуицијата не лаже, енергијата не лаже. Таа е најдобриот детектор. И убедена сум дека ние заедно можеме да откриеме што има после бесконечноста.